Благодарам подпредседателя, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Четврти ден од расправата за буџетот за 2023 година. Јас ќе зборувам секако очекувано најмногу од својот ресор, тоа е ресорот за култура, меѓутоа и во ресорот образование и наука, па и некои други области. Говорот на министерот, реториката во медиумите овие денови од страна на власта се постојано дека овој буџет е развоен, европски, перспективен. Сето тоа убаво звучи, меѓутоа кога ќе ги погледнеме бројките, особено во некои области кои што се според Европска унија едни од најважните столбови за развој на општеството, што се индикатори колку општеството се развива, за жал во овие бројки гледаме поинакви информации, односно читаме дека не е така развоен буџетот како што се представува во јавност. Сега ќе почнеме од Министерството за култура, односно од буџетот за култура предвиден за 2023 година, кој што изнесува 4 милиарди 258 милиони 906 илјади динари, односно приближно 70 милиони евра. Меѓутоа, доколку ги погледнеме ставките и доколку видиме каде е покачано, а каде е намалено, а во поголемиот дел од ставките имаме намалување на буџетот, гледаме дека овој е се само не развоен буџет во културата. Односно, буџетот покажува дека оваа власт нема никаква стратегија во однос на културата. Вие ќе кажете дека има национална стратегија, за жал таа оваа година истекува, треба нова да се прави, а и покрај тоа што имаше од 2018-2022 национална стратегија во култура, од таа има само 20% реализација. Што значи ние не сме реализирале претходна стратегија, а сега треба да се прави нова. Веројатно ја правите во Министерството, мислам не вие колеги, туку Министерката за култура заедно со своите најблиски соработници. Во културата има намалување секаде. Ке кажете да има зголемување во одредени ставки, но тие се заради зголемувањето на платите во Министерството за култура, што се должи на имплементацијата на колективниот договор, согласно кој линеарно со зголемување на минималната плата се зголемуваат и платите во Министерството за култура, односно во културата општо. Сега гледам има подготовки на некаков нов закон за култура, според оние информации што ги имам, се предвидува нов колективен договор, но не заборавајте дека додека не се донесе нов колективен договор, претходниот е се уште во сила. Па така, освен покачувањето на платите, односно освен покачувањето во тие ставки, сето друго во култура е намалено, што укажува навистина на еден непостоечки концепт. Значи, вие немате концепт, не знаете каде тирате со културата, бидејќи да имавте никаква стратегија, никаков развој, поинакви ќе беа сумите, а овде можете да погледнете на анализата која што не е подготвена од страна на службите во собранието, дека секаде е минус, освен во ставката комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт, каде што има 109% зголемување, меѓутоа секако се очекува тука да има зголемување, бидејќи станува збор за ставка од каде што се покриваат комуналните трошоци на институциите, па согласно покачувањето на цените на струјата, парно и сите други комунални услуги, нормално и фала Богу што овде барем се покачи за да можат институциите да си обезбедат барем услови да работат, ако ништо друго. Но на сметка на тоа програмските средства се катастрофално намалени, страшно намалени. Јас навистина не знам што ќе работат културните работници во 2023 година со оглед на тоа дека програмските средства се навистина катастрофално намалени. Намалени се во просек за 35%, и тоа од ребалансот во буџетот за 2022 година. Сега рачунате во Министерството за култура секогаш има префрлање на долгови. Значи, тоа е некоја нормална појава, не велам дека е сега само така, од секогаш било така, па значи со ова намалување дополнително уште повеќе, значи околу 50% ќе се намалат средствата за програмска реализација во културата, што е страшно. Се намалуваат средствата во уметничката дејност, односно во музичко-сценска, драмска и фестивали и домови на култура, односно фолклор, тука исто намалено за програмски
за програма, и тоа доста голем процент. Јас навистина не сакам сега со бројки да одам, туку ова е повеќе дискусија. Бројките може да се видат во буџетот. Но она што најмногу боли е намалувањето, страшното намалување на средствата во заштита на културно наследство. И зошто велам страшно? Бидејќи именно Министерката за култура, па и премиерот постојано велат дека културното наследство е нешто што ние мора да го негуваме, да го промовираме, дека тоа е многу важно. Впрочем, во Европска унија едно од столбовите за ЕУ интеграција и културата и почитување, промоција, афирмација, заштита на културното наследство. За жал, и овде има страшно намалување. Значи, за културно и природно наследство е 17% намалено. Во управата за заштита на културно наследство исто така има огромно намалување. Не се дадени средства ниту за Плаошник, ниту на, односно Свети Климентовиот универзитет за Плаошник, не се дадени средства за многу важни археолошки локалитети како што е Аквадуктот, Скупи, Била Зора, па и парцели во Охрид. А сето тоа е за жал исто така и заради тоа што не се издвоени средства за експроприација за имот, што е еден од условите за да може да се заштитува еден археолошки локалитет. Значи ние баравме и со амандман да се одобрат средства за експроприација на имот за да може да се почне, меѓутоа амандманот беше одбиен и веќе трета година немаме средства одвоена за експроприација на имот. Дополнително многу интересно е тоа што владата, значи сегашната влада предводена од СДСМ и од ДУИ, не се ги почитува сопствените одлуки, па така, например, на 101-та седница на владата одржана на 24 август 2021 година се задолжува Управата за заштита и Министерството за култура во соработка со Министерството за финансии да обезбеди соодветни финансиски средства за 2022, 2023 и 2024 година за експроприација на имот. Значи самата влада, оваа влада донела таква одлука и истата не се почитува во изминативе 3 години. Значи само го потврдува она што го кажувам дека не се води сметка за тоа. Истото се случи и со одлуката на владата, ова е од 2020 година, дека ќе се одвои средства за изработка на софтверско решение за евиденција на културното наследство и таа одлука самите не сте се испочитувале, па немаме таква програма, значи се уште се мачиме со евиденција на нашето пребогато културно наследство, а и таа ставка е намалена и за овој буџет за 2023 година. Неколку такви проблеми имаме и зошто давам акцент на културното наследство, бидејќи вие цело време зборите дека нашиот идентитет е заштитен, дека тоа се гледа преку негување на културното наследство, но и бројките кажуваат дека не е така, дека нема грижа. Дополнително, пред неколку дена, поточно на 17 декември, имаше една ТВ сторија на Сител, каде што беа консултирани археолози, конзерватори, луѓе кои што се занимаваат со културно наследство, и каде што истите кажа дека за жал со години наназад не се финансира доволно културното наследство, односно заштитата и конзервацијата. Па така, например, тие велат ќе побараме 1 милион денари за никоја конзервација, ќе добиеме 300.000 денари, што е навистина малку, а знаете како велат археолозите, најлошо нешто за едно културно добро, односно културно наследство, особено од археолошки карактер, и да го ископате и да го оставите така, да оксидира и да се уништи. Значи, тоа е смрт за археолозите. Колку е негрижата на оваа влада, покажува, например, еден факт, јас оваа година имав можност да видам еден артефакт во еден музеј, нема да кажам каде, жал ми е што немаме представник од Министерството за култура, можеби ќе знаат тие каде што е пронајден, внимавајте, бронзен меч од бронзено доба, значи 2500 години пред наша ера, 2500 години пред наша ера, не доделиле средства од Министерство за култура за конзервација на тој меч и сега тој се наоѓа во една картонска кутија, така се чува, комплетно несоодветно, со тек на време ќе оксидира, ќе се уништат и парчињата, а мечот е навистина во една многу зачувана состојба најден, но заради оваа негрижа ќе пропадне, ќе оксидира и ќе се распадне. Сите музеи се жалат, односно сите археолози индивидуалци, не директорите на музеите, туку индивидуалците се жалат дека оваа влада не се грижи за културното наследство и тоа го покажува и преку
буџетот конкретен. Истото се случува со Агенцијата за филм, например филмската дејност, каде што несоодветно се работи. Че јас дори сакав и пратеничко прашање да поставам, но еве да не ја уништуваме новата година, нема повторно да поставам следниот недела. Зошто не се собираат средствата кои што треба да се соберат за, значи чие што должност е на Агенцијата за филм да ги собере тие средства за да биде по-голем буџетот за филм. Меѓутоа и тоа не се почитува. Ниту пак ставката за културно наследство во опасност, која што се воведе од страна на оваа влада, која што е за поздравување, каде што имено влезе и аквадуктот и Курбиново, и тука е исто намалена ставката. Околу 40% е намалена ставката. Значи, постојано се намалуваат средствата за грижа, заштита, конзервација, промоција на културното наследство. Доаѓаме до културни и креативни индустрии. Многу интересно, пред неколку дена Министерката за култура сподели една информација дека била во Црна Гора, дека направиле договор за соработка, се пофали со секторот културни и креативни индустрии, но знаете како културни и креативни индустрии одамна се воведени како сектор во Министерството за култура, уште од 2009 година. И многу интересно исто што вчера на веб страната на Европска Унија се објави извештајот од Македонија за како поминале, значи која е состојбата на културно-креативните индустрии, односно на овој сектор за време на кризата. Знаете што вели извештајот? Катастрофален е извештајот. Се однесува, значи извештајот дава преглед на последните 2 години, значи за време на пандемијата, каков бил третманот на овој сектор, но се однесува, значи го опфаќа периодот од 2017 до 2020 плюс овие 2 години. Значи за 5 години скоро е извештај. Сега јас директно од англиски ќе го преведувам, се извинувам, малце ќе бидам поспорен, но само ќе ви ги заклучокот, што значи дека заклучокот генерално е дека културно-креативните индустрии се навистина многу малку финансирани и навистина многу малку се грижала владата за време на ковид пандемијата. Меѓутоа како заклучок се дава генерално дека постои политичко влијание во овој сектор, партизација, корупција во јавниот културен сектор, нефункционална легислатива во однос на авторските права, овде се мисли, односно невозможност да се имплементираат регулативите од авторските права, немање транспарентност, немање функционална администрација, недостаток на соодветни закони и тешкоти при спроведувањето дури на оние регулативни механизми кои ги има, популистички приод во дистрибуција на средствата, на јавните средства, односно, вели во заграда, не доволно за сите, недостаток на јасна стратегија, недостаток на одговорност на јавните институции, несоодветно менаџирање на човечките ресурси, исто така во заграда напишано дека е под влијание на политичките партии, и значи генерално да завршува дека скоро и да нема никаква поддршка во секторот на културно-креативни индустрии со години наназад. Што да кажеме понатаму од ова? Значи Министерката за култура како да не си го познава министерството, разбирам не доаѓа од тој сектор, меѓутоа навистина буџетот за култура изгледа како да нема компас. А тоа претпоставувам дека се должи, значи повторно јас никогаш не ги обвинувам министрите, туку ја обвинувам стратешката политика на СДСМ и ДУИ, бидејќи секоја година менува министер. Па сега како ќе замените вие секоја година министер, нормално на тој министер му требаат неколку месеци да ги разбере работите, ќе дојде до креирање на буџет и тука се наоѓаат тука се проблемите, колеги и почитувана македонска јавност, бидејќи оваа влада секоја година менува министер за култура, ќе видиме еве на оваа министерка веќе истекува за 1 месец годината, да видиме дали ќе остане министер за култура. Значи страшна ситуација, особено исто така во секторот на меѓународна дејност, каде што е исто така ужасно намалувањето. Министерката веројатно мисли дека меѓународна дејност значи таа да се шета, да оди по посети во други земји, да склучува договори, да потпишува меморандуми за соработка, но тоа не значи меѓународна дејност. Меѓународна дејност значи кога се промовира македонската култура, односно културата од Република Македонија на меѓународен план. Ќе завршам тука со култура.
На кратко само ќе спомнам нешто за животната средина, морам ова да го спомнам, бидејќи сите амандмани што беа предложени во соработка со невладиниот сектор преку интерпарламентарната зелена група беа одбиени, а при тоа само да кажам дека ставката зелен развој, она иста ставка во која што минатата година министерот за финансии постојано велеше дека од таа ставка ќе се реализираат некои проекти кои што ние ги предложивме како амандмани, оваа година ставката зелен развој не постои во буџетот, а исто така и не постои ставката за аерозагадување. Толку од зелената агенда, толку од зелените партии, толку од животната средина. На крај, колеги, зошто не се согласувам јас со овој буџет и зошто велам дека не е развоен? Бидејќи една држава, ако сака едно општество да биде здраво, ќе вложува многу во образование и во наука. Доаѓаме до секторот наука. Нема да зборам за образование, бидејќи моите колеги доста го елаборираа тој сектор и кажаа кои се недостатоците. Јас само ќе спомнам за наука и мислам дека ова е навистина поразителен факт за сите нас. Не е тука веќе работата опозиција власт, туку е страшна состојбата, ние сите на некој начин поголемиот дел од нас имаме поврзано со образование. Самиот премиер има звање наставно научно и ние, колеги, за наука оваа година сме не катастрофа, веќе не знам што да кажам. Не знам што да кажам. Еве е табелата. Јас на кратко само ќе ја поминам. Колку Македонија вложува во наука, ќе почнеме од 2014 година, да не речете нешто претходно, кога била 0,45% од вкупниот буџет на Македонија, што е исто така малку, не велам дека е тоа доволно. 2015 0,40%, и веќе скокнам 2017 0,24%, 2018 0,15%, 2020 0,12%, паѓаме, значи веќе сериозен пат. 2021 малку покача 0,16%, 2022 0,15%. Знаете ли колку е, почитувана македонска јавност, буџетот за наука за 2023 година? 0,08% од буџетот. Знаете ли која е препораката на Европска унија за буџет за наука? 4%, а ние сме на 0,08%. А вие, почитувани колеги од власта, од мнозинството, во вашата програма Можеме за последните парламентарни избори за 2020 година, на страна 150 велите се обврзувате дека буџетот за наука ќе се зголеми на 1,4% од БДП, што е повторно малку, бидејќи реков дека препораката на Европската унија е 4%, за да денеска дојдеме до 0,08% од БДП. Епа, почитувани колеги, самиот овој факт докажува дека овој буџет ниту е развоен, ниту е европски, ниту се грижи за граѓаните, бидејќи со една ваква состојба, че вакво нефинансирање во науката, вакви кардинални грешки во образованието, единствено што може да се заклучи е дека има некоја стратегија, да, значи сепак постои некоја скриена стратегија, да си го оглупавиме народот, да си оглупавиме државата, па како што кажал Бернард Расел, така многу полесно ќе се водат луѓето, бидејќи нема да знаат ниту што е точно, ниту што е лага, ниту што е вистина. Бидејќи ќе бидеме комплетно разоружени од знаење и од интелигентна младина која што треба понатаму да не води државата. Затоа овој буџет ниту е развоен, ниту е европски. Ви благодарам. Реплика Марија Георгиевска.